Дали еден број треба да се следи е одлука на судот. Затоа постои соодветно образложение во анонимизираната наредба што стигнува и до ОТА. Морам да ви укажам дека анонимизацијата на наредбите е уредена со правилник координиран помеѓу Министерството за правда и судовите. Значи има два вида на судски наредби. Едната е судска наредба за ОТА, во која стои анонимизирано, деперсонализирано, не знаеме за кој лице се работи, има кратко образложение, има идентификационен број под кој се води таа наредба и броевите кои треба да се стават под мерки, како и периодот од кога до кога. Оној дел кој во моментот, согласно позитивните прописи во Македонија е регулиран, има и втор примерок на анонимизирана наредба во која е за контрола, за потребите на контрола и надзор, во која броевите ги нема. Зошто е тоа така? Исто така не е прашање за ОТА. Лично ќе ви кажам, доколку јас се прашувам како директор, ја немам причина било што да крием. Значи, вие пратениците треба да се координирате меѓу себе, да се донесе, по моје некој видување, закон за контрола и на надзор, не само врз ОТА, туку и закон за контрола и на надзор врз сите институции, во кои ќе си дадете малце повеќе права. Ово го кажам од една проста причина. Ќе ангажирате експерти во ваква дадена ситуација, дури експертите ќе бидат малце ограничени како ја вршат контролата. Она што сакам да го укажам е дека ОТА е отворена и транспарентна за контрола во секое време, најавено, ненајавено. Би требало овие прашања да ги разгледате меѓу себе и да ги доуредите според моје мислење, за да контролата биде уште поефикасна и по прецизно изведена.